Добро вечер на сите. Добре дојдовте на 27-та конвенција на Унијата на млади сили, па да си дочекаме уште десетици, да речем стотици вакви настани. Добро вечер и добре дојдовте. И ми простите што изминатиот период оставил трага врз мене, но ќе се трудам како и секогаш да го излечам максимумот од себе. Јовче, има еден човек кој што за жал не е веќе со нас, почина и многу пати се консултиравме изминатава година. Јас како председател на ВМРО ДПМН, он како поранешен човек кој што многу оставил по партијата, бил председател на собранието, дипломат, ми велеше ова твоето многу наликува на моето. Велеше тие што во животот учите ми ги вадеа, потатаму вегите лицата. Така ќе го почнам и денешниот говор. А јас ќе ве замолам сите вас да подадеме на тој човек, на таа прекрасна личност, помен со една минута мълчание. Ставам збор за господин Ѓуриш Иверијевски. Најстрашни се оние времења кога самиот дом се претвара во туѓина, во дженем, во јабан, кога човек е на своето огниште, а саштисан и отуѓен, кога во својот дом е внатрешно раселено лице, кога тагата не е поради отсуство, туку поради присуство, кога седи среде куќи, а не може да се ја препознае домата. Не ни е мака што не можеме да бидеме она што не сме. Но зошто никако? Докре не можеме да бидеме она што сме? Пишуваше Горан Стефановски. И вака некако тече секојдневието на луѓето во Македонија. Додека власта гледаме како по полека го да зградува секој нејзин дел. Полека ни го цема домот, кој за нас е единствен. И не само она што природно ни припада, но и она за што сме се избориле и наследили. Но што е победата? Победата е искуството од загубените и славата од добиените битки. И се додека има исправени луѓе, знам дека Македонија ќе продолжи да постои и да чекува со сите своји порази, но и победи. Здивот ќе се претвори во ветер, ветрето во силен ветер, а тој во олуја за сите оние кои напакостуваат на земјата. Така се раѓале восстанијата, револуциите, но и преродбите. А тие биле против неправдите и за човечките правди. И тие се подготвувале со своите белини и вистински подпори. Со искуството на возрастните и непрегорот и енергијата на младите. Затоа, УМС, добро вечер. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро вечер за најорганизираната политичка младина во Република Македонија, која 27 години чекори со нашата независна татковина. Добро вечер за младешката енергија, за таа пркост и предвестник на промените кои ќе се случат во нашата земја. Добро вечер и за сите они кои сме поминале низ Унијата, а се вечерва тука. Сме го имале оној природен растеж и развој во Унијата, која е срцето на партијата, витален дел, важен дел за одржување на нејзиниот живот. Унијата на млади сили растеше со нашата земја. Исто како и нашата независна држава ги правеше првите чекори. Првото проодување, првите изненадувања, препреки, имаше и грешки, се разбира, но и успеси. Како и се во животот, ништо не дојде случајно, но заслужено и со причина. Така денес, оваа генерација, за новите победи, кои мора да дојдат заслужено, со работа
i so mnogo energija čekali. Унията на млади сили на ВМРО ДПМНЕ ја имаш, ја има и непрестајно секогаш ќе има мојата подршка. Од првиот до последниот член. Не само како универзитетски професор и педагог. Младите се, како човек, мојот најсилен приоритет. И во мене можете да најдете пријател, учител, родител, брат, сосед, но и соговорник за идното действување. Секоја куќа мора да има темел. Колку тие ќе бидат цврсти, зависи од секој еден од нив, така и во партијата. Младите се нејзиниот темел, подпората на нашите политики, но и главната енергија. Овие млади овде со мен, како и оние кои забрзано се приклучуваат незадоволни од општата економска и политичка ситуација, се генерацијата на нови победи на ВМРО ДПМНЕ. Јован Јулевски ја води унијата во тежок период, во најтешкиот можеби период за нашата татковина, но и за младите, кога тие се на маргините на оваа власт и можеби најсилно ги чувствуваат црнилата на денешното време. Илјадници од нив живеат, стануваат и легнуваат со помислата да го најдат своето решение таму некаде надвор. Надвор од ова што го имаат тука. Затоа што тука имаат малку и не гледаат иднина во собствената држава. Но и мината на оваа земја мора да продолжи да се гради со младите. Македонија има и текако што да понуди. Младите почнуваат да ги менуваат работите, да се мобилизираат, да го креваат својот глас. И оние канцелариски бюрократи во владата, иако не ја гледаат нивната несреќа. Доаѓа времето кога младите ќе им ја раскажат најважната лекција. Лекцијата дека тие се иднината на оваа земја. И никој, па ниту ова криминална власт има право да им ја одземе таа иднина. А ума се ќе биде најсилниот застапник на тие интереси. Затоа што ВМРО ДПМНЕ подава рака на младите, а на сите најважна ни е државата. Затоа што Македонија е се што има. Драги пријатели, браке и сестри, сопатници по овој пат, Штипскиот војвода Ковачев ќе каже: 5 минути од денонокието и посветувам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска свест и да се уверам дека не е ништо она што досега сум го сторил за неја. Ја сакам Македонија повеќе од се друго на светот. И сето ова ја опишува посветеноста, но и големината кон делото, кон кое ние се поклонуваме, а чие име на држава денес сакаат да ни го сменат. Не може да биде годината што изминува успешно, а кога знаеме дека посегна за нас по најсветото, по името на нашата татковина и по нашиот идентитет. И онака насилнички, со целосно газање на волјата на народот, тргнаа да го менуваат. Најлажливо креваат димни завеси, правеа операции, се препелкаа во собствената жива кала, само за да го намалат срамот. Ама срамот со промената стои, останува, не се трга таа лузна испишана во душата на секој македонец. Боли затоа што името е во прашање, но и идентитетот, нашето минато, културно-историско наследство, и историја и образование. Но она што највеќе боли е тоа што во очи го лажат и понижуваат народ, додека ја кршат кичмата, додека го стегаат ременот и го одземаат воздух. И нема поганост, нема валка на работа која тие ја направија, а толку многу јасно не ја видовме во овој процес. Притисоци,
skršeni luge, izmačuvanja, igranje su čovečki sudbini, uceneti pratenici, luge koji su go pogazija dostoinstvo, ja goltna česta, ja poklonija duša ta na nečestiviti. I sve to na grbot nagrađanite. Takva ta trgovija, koja je pravija za obezbeduvanje na množinstvo toho parlamentu, poradi toga što nema množinstva i podrška u narodu, svaka da je zasena su milion perduja, lažni temi, samo da se odleče vниманието od ovoj pogrom što ima prava na Makedoniji. I jeve svega, denet, koga svite ovije perduvih i nema, koga letnuma prašinate, da gi prašam ujete od vlasti, svestili ste što napravite, koliko mnogo go razoravte i podelite obštestvото, koliko samopolka mu nanesovte na Makedonec, mu zarivte nož po grbu, mu zarivte nož po srce, go razočaravte, spijevte li mirno i spijete li mirno so mirna sovest, koliko samo mnogo zaglavite vo državata vo neizim beziznis. Nema potreba od grumenje ludila. I na najmalitim je jasno vo kakva opasna igra ste. A samo za tije pusti funkciji i pali ja vo vlekovte državata i toliko mnogo go degeneriravte obštestvo. Perduvite legna, no stravo ostane za navek. Koliko i nominaciji da se nudat za Nobelovi nagrade, a bre stramo so promenata na imeto i identitetot i uništuvanje na državata so ni tu jedna nagrada i ni tu jedna žoltica ne se pokriva. I evo gledam te novine, go puštija edeniven koalicionen partner i poranešen ambasador, koji iako je svega rektor, među lude to je poznat po neformalните razgovori deka povek je modelo kako trgovec so diplomatski nedvižnosti. I uvijek trnale po regionot da go promovira Zaev vo kandidat za Nobelova nagrada. Znači, sproveduvat operacija so koja sakat da napravat humanizacija na čovek koji pravi nehumani dela. Ova samo je potvrduva pakosta koja je pravat na država, pa trnale Zaev da go promovira vo mirotvorec. Ne oli to taka, nasilo ne bilo. Ne su videl Nobelovec dosega, nitu pa su pročital, koji na video se gleda tamo piknat vo zatemneta i polu zadimena kancelarija, da bara mito od 200.000 evra i razrabotuva šema kako da se otviva avantata po principot na Mirčo Svinjarniku. Ne su videl Nobelovec koji se predstavува vo mirotvorec, a javno kažuva deka jade živi luge i tepa luge koji go kritikuvat nego ili njegovo to semejstvo za pogrešnite politiki koji gi vora i za pljačkata koje je pravat na tatkovina. Ne su videl Nobelovec ako je toliko mnogo crnila napravila za sopstvenata zemlja. Slušto s imame dve slike. Една rozeva pred kamerite, razubavena so državni pari i trguvanje so vljanijeta koje go prava vladinite strukturi, kada imame lik kako onaj ponizni očira kod makedonskite narodni prikazni, koji ima sluh za se, potkoltnuo, popušta i met mu teče od ustava. A vtorata je ona realna. I se vika država potonata vo siromaštija, kriminal i korupcije. Jaz večerovak je zborovam za na vtorata. Ona koja što je realnost, a ta realnost je živejenje sita nije. So nimno to vodenje, saka da go ubijat makedonski duh, da raširat kolektivna depresija i praktična vakcinacija na narod, mirno prihvatanje na site neuspesi kojih imamo. Saka da živejeme vo bolka,
i da se naučime na to, namjesto da ja sprečime bolkata i stradanja. Taka pocenuvajke go naroda, da pomislite neka sve može da pomine i da vidime strekni što ne bilo položno. Iako ona što ni se čini svega loše, ke vide ušte položno. Saka da ne reagirate i tipično za vladenjate i mandatite na SDSM, da živejeme vo sostojbana nekakva zategnatost, reformi i šterenje, dodeka večno ja čekame nekakva da svetla nareč i podobno utre koje za žal nikako nema da dojde. Taka cela jedna generacija so po 30-tina, 40 godini go pobinuva svoj život vo večna lažna nadež. Ovi je luge porasna vo tranzicijata, koga nivnite roditelji ostanuva bez rabota, koga so tažni obeseni lica, se vraća vo domovite za vinja soopštat, tažna ta realnost na nivnite deca, neka nema poveke sredstva za nivno školovanje. Denes povtorno se manipuliramo, neka ke bide podobno, a nema da bide, kako što ni toga števeše, zato što ove luge ne zna da naprava da bide podobno. I ne se samo ove luge oprašaju. Povtorno gi gledame, ovi obeleni glavi od makedonskite zagubari, izmačeni luge, mačenici i stradavnici, na site pogrešni politiki od minatoda, kako sedat pred vladata, studot prodira vo nivnite koske. To se lujete od Ohis, to se lujete od Kolska, Evrokompozit, Jugokrat, koji ova vlada reče da kak vi reši za 1 godina, a vtorak izminula. I koga ta godina pomina, rokovite postojano se zgolemuva za ušte jedna. Pa ušte jedna. I nikako da najdat rešenje. A da ne zboruvam, zonije mačenici od Slavija, centra, metalski od Zavod Tito, tamo rabota mojite roditelji, železara i drugi giganti koji poradi nepravdite im se potrošija životite vo čekanju. Zato mora da se stavi kraj, brake i sestri, na ovakvata kupi dem pomimi politika obojena vo lažno ubavo sveta. Vo ekonomijata se slučuva istinski crno, siromaštijata galopira. Ako ova ekonomska godina ni veće loša, narednata ke bile katastrofalna i pogubna. Alarmo te vključen, vrišti i pišti, bi neki rabotite odat nadolu. Jedna je zašto se ne sposobni, vtora je zašto namesto rabota se posveteni na kriminal. Dodeka vo svetot imame dvocifreni rastovi na industrijata, na gradežništvoto, na bruto nacionalното proizvodstvo, nije ili imame minusni salda, ili se mačime so 1 ili 2% ekonomski rast. I nema tije 5% vetuvani ekonomski rast, kako što veleše Zajev pred da stane premijer. A nema ni tu teoretski izgledi da dostigne toliko vo godinite što dalje. Izminula vtorata godina, skupno dosega ni polovina od tije 5% ne uspeja da postigne. Imame i odlik na stranski investiciji. Danes, kako vidovme, generalni sekretar na SDSM, na preskonferencije, kako veli Lekovak je bila rekordna godina. No ja spomena brojkata do polovina od 2018. godina, koga delo tije stranski investitori vladata na vrlo depomane djubeli gi donese od deka u Republika Makedonija da investira. No delo sredstva tako što gi pozajmije na nivnite majki firme ovijem gi vratije. I zato bilanso te dovarvo prvata polovina. No zašto nego spomena treti od kvartal kada što imame odliv ispred jedinstvena zemlja u regionu so negativno saldo na direktni stranski investiciji. Ili to ne treba da go slušite makedonska tajnost. E pa ki go slušite zato što građanite zaslužuva svekogoš da je znala istina. Ne zadlužuva svite nas. Duri i nerodenite. Samo od početok od na ova 2018. godina
zaključno so 3. kvartal, zaključno so 30. septembri, ne zadolžja za dopolnitelnih 357 milijoni evra, 45.000 dinari sekoj semestru. Ova brojka nema da ja najdete na semafor na Zoran Zajev na Triumfalната kapija. Ne, tamo nema ta brojka da ja najdete. Može bi delo ova brojka kje najdete во džebovite na njegovata familija. No ova brojka na Triumfalната kapija kje nema. So to, brake i sestre, je namina psihološkата granica od 5 milijardi evra. I veke državата se движи по 50% javne dolg. Именно, според ревидираната фискална стратегия за 2019-2021 година, javниот долг во 2020 да се очекува да достигне 54,5%, повторувам, рекордни 54,5% од бруто домашниот производ. Се задолжуваат, но никаде ги нема парите во реалниот живот. Нема проекти, нема квалитетни реформи. Пари се земуваат, а парите не се трошат за проекти. Тоа значи дека парите се крадат. Животот станува потежок. Индексите на трошоци и индексите на цените на мало растат. Порано во продавница можеше да се купат намирници за 500 денар. Денеска 1500 се малко. Тоа е она што го мачи народот, што го тишти. Немањето пари ниту перспектива. Тоа е реалниот проблем на реалниот граѓани на Република Македонија. Со зголемените данъци се врши атентат врз бизнисот и куповната моќ на граѓаните. Голема лага е тврдењето на владата дека ќе се зема од богатите за да се даде на посиромашните. Тоа е само димната завеса за да им помине грабежот на народот, плячката на народот. Сега ќе се зема од сите, а највеќе на удар ќе биде средната класа. Реалноста е дека со даноците ќе се зема повеќе од земјоделците, оние кои имаат авторски договори, оние кои заработиле некој денар од спортско обложување или игри на среќа, од оние на кои им капнува по некоја сума од некој наследен објект кој го даваат по килија, од оние млади луѓе кои вложуваат во својот труд, во високо интелектуалните работи, од еснафите кои имаат мало стопанство, дуканче, гранапче, тезга, берберница. Богати луѓе ли се ова, да ги прашам? Одговорот е јасен, нормално дека не се. Имаат простечна живеачка, ама не за повеќе. За оние кои живеат од килија на некој објект, данокот ќе се зголеми за 100%. Ако досега плаќале 100 евра данок, сега ќе плаќаат 200 евра данок. За земјоделците се зголемува за 50%. Ако досега плаќале 200 евра на владата, односно на државата, сега ќе плаќаат за 50% повеќе, односно 300 евра. Ако некој поради освоена добивка, спортско обложување, треба на државата да ни плати 500 евра данок, сега ќе плаќа 750 евра. Ќе се опфатат со истата прогресија и оние кои заработуваат преку авторски договори, за кои даноците се качуваат за 50%. А сериозен удар ќе има бизнисот, затоа што ќе се оданочува и реинвестираната добивка, која од претходната влада беше 0%. Ова значи нов данок, бидејќи до сега реинвестираната добивка не се оданочуваше. Се сеќавам кога минатата влада излезе со предлог на закон за покачување на даноците за оние кои имаат авторски договор. Колку не само организации, невладени, така наречени експерти се кренаа да се противат. Тога се увиде дека тоа е погрешно и таа влада го повлече предлог. Денес, кога не само на авторски договори, туку се удири по земјоделците, оние кои играат спортско обложување или друг вид игри на среќа, оние кои живеат од кили, истите организации ги нема, тие експерти молчат. Затоа што тие беа лажни борци за правдина. Но сепак денес на крајот од денот најоштетени ќе бидат граѓаните. Каде се сега оние кои протестираа да ги прашат? Има два одговора.
ili se pod pritisom zavrbovani i se plašat da izraza slobodna misla za koja se borja, ili pak se odselija, što je ušte potragično. Sjekoga školeke platite poveke v prodavnice, v obložuvalnice, na šalterike za danoc. Znajte, ova vlada i Zoran Zaev bo napravila to. U razgovor s jedan biznismen od opravdanih pričini postaka čovjeka da bila anonima. No to je jedan od mnogo terorizam. Mi priznam. Bili moja ta kompanija učestvuvaša na jedan državni tender i vodovi. Koga otvirao da potpiša dogovor ne prečeka jedan fin gospodin učtiv i mi reče vlezivo moja ta kancelarija. Vlegov i bev putgotve reče da mu potpišem dogovor. No to mi reče ne. Ovo je dobro. Ti što dade takva ponuda kako što dade. Dobro je što ga dobi tenderot, dok je mora osobratiti na drugo mjesto. Od 5 do 15% je tarifata, restoranot svi go znajete kada je u Republika Makedonija, kada čeka čovjekov, ki se dogovorite. Toga što se vratiš i ga potpiše na dogovor. Znači, osven izpolnetiti uslovi od institucijata, za da dobijete tender, treba da ga ispolniti i uslovite na ovi od vlasti. A tamo, kako što kažem, avantata igra najbolja uloga. I to je najsilniji kriterij. I zato Makedonija je na 112. mjesto indeksu za korupciju. Zajedno su Etiopija i Tanzanija. I zato korupcijata je na sekoj nivo. Od najnisko do najvisoko. Ovdje ne se važni kriterijumite za kvalitet i cenata. Tuko avantata zove od vlasti. On je koji će dadat nekakvi vetuvanje, ke se kolna i ke bara da izneruvati i podostave lažati izneveruvati. Ti je, počituvani moji, se narečeni izmamnici. A baš takvi izmamnici je imame ti je što je vodat država tako u ovaj moment. Vetuva život, a donesla samo stradanje. Mugokrata levot na narod, poskapuvajki, cenata na gorivata vrtoglavo raste, a ekonomijata tone. Nema patišta, nema novi bolnici, nema sportski sali, nema ništa od vetuvanja za povrat na dedave i famoznata 13. plata, koja je vetuva dodeka se dobiva izboriti. Nema ni tu 500 evra prosječna plata, ni tu 1500 evra plata za doktorite. Ni tu pak toliko silno najavljanite projekte za mladite. Ki nema vetuvanjata za pensionerite, za zemljedelcite. Nema prosto ništa. Zaboravlja na sve ovije izmanice. Nema pokačenih stipendij. Ova je antiekonomska i antireformska vlada. No deneska veke ništa ne može od njih da mi iznenade. Sve koji zbor što ga slušate, znajete neka me laže. I znajete neka si kažuvat i ne ostvaruvat. I zato Zaev svega ki go poturnat i hrabra za da se kandidira za predsjedatelja država. Zato što taka misli da kak može da izbjega od odgovornosta za sve ovo što ih se slučuva na država. Za svi te lažni i neostvareni vetuvanje. Za svi te nepravde. Dok im uporačam ovdje. Da ne se laži. To je bilet jedan pravac. A odgovornosta ke go stigne. Bil premijer ili ne. Taki si dojde. Zato što vistinska ta pravda mora da zavladaje. Pa duri i za Zoran Zaev. Ne smije da dozvolime poveke politički pritištoci da upravuvac opravati. Ja nego zboruvam samo zato što VMRO dopamo najpožestok udar. I vemo vam na to da ne gledate samo tako. Tuku kako jedna sveopštestvena pojava koja je kancer na naše to opštestvo. Koja go deli i rastvojuje. Koga bilo? Koji građani? Ke dožive nekakva nepravda, ke mora da otide na sud i da je bara pravda. No tamo pravda nema. Nema zato što tamo politika to upravlja. To je ponižuvački, frustrirački. Za jedna medija, za jedna obična niva, za obična ravoda da sjedite po tije sudski lavirinti zato što pravni od sistem se raspali.
To je neuspešna država. I kako čovjek nemam namera da štitam kriminal, nitu podržavam. Sve koji onoj koji napravil kriminal treba da odgovara. Bez ogled ko je i od koja partija dođe. Bez ogled kako se vika i na koja pozicija se navodi. I potrebno je da se stavi kraj na to en naš za sekodaš. Zato što samo taka možeme dolime napred. No ova ne je to vreme. I ova ne se tije postavke. Ova što svega se slučuva je režiran progon i jatak vrz vamano dpoma ne. Zato što vamano dpoma ne im smeta im preći. Zato što sedove ka vamano dpoma ne postoji. Postoji da maklovijat meć vrznimnite kriminalni glavi i zna da koga tugaš kazna taki vi stigne, pravdina taki vi stigne, pravo taki vi stigne. I tu ga zboram ne samo za ove od vlasti. Ovo je program Gjopfaka i onije koji se bogateja na grvot na partijata. A сега se najbližku doskutovat na zajev. I uceneti, i pritisnati, prifatija da bidat njegovi slugi. I ove luge mislate kad su nekoja zagubena bitka, kja ostaje dvojnata. To treba jedno da zna, deka ne planiram zajedno sa vas da izgubam ni tu jedna bitka. A za vojnata treba da zna deka zajedno kja pobedime vojnata. Zajedno su narodom na Makedoniji. Vaga kako što stojate rabotite. Ove luje pritisnati i uplašeni. Može da mu prava usluga na zajev, no nikako na vamaro dpoma ne. Toj stokholmski sindrom je seriozno izrazen koji mnogo luje koji vominatoto se udiravo gradi zaposednува funkcije. I vo takvata vljubenost na žrtvata vo kidnapera saka ostren sebe si da go povlećat i vamaro dpoma ne. Nema da može su tije kućuni braki i sestri. Jas, kako predsjedatel na vamaro dpoma ne, dosega nego izlagat i nego izvolkat ime to na vamaro dpoma ne, takak je proložan i vojnina. Žestoko ke se sprotistavam na onije koji ke se obidat vo ta nama. Zato što na kraju vamaro dpoma ne mu pripalja na narod. A to je vistinski odsopstvenik na ova država. A njegovata volja je posledna i glavna nasokavo našite politike. A ovdje sitni slugi na zajedno. Poleka, no sigurno trajno je zagubija svojata čest, čestitost i dostojenstvo. No i brendot vamaro dpoma ne. Dragi prijatelji, vlasta samo na zborovi je proevropski orijentirana, no ne i podelat. A stanite naši velat, ne gledaj što nekoj govori tuku, vidi predsjed što pravi. Pa ga me prašam nebe ovdje. Evropski li je premijerot da bega od debata su liderom na opozicijeta koja što toliko mnogo ja baraše koga beše toj lider na opoziciji. Bega i se moli što pobrzo da završi od procesa s ustavnim izmenom. A i za ekonomijata nema što da kaže se razne. Ako izlaze na debata ke mora da zbori ih za kriminalijite što ki se slučuva. Jas do svega sejušte nisu bilo v Evropa premijer koji bega od debata. Evropski li je da se pretepa čovjek po strumici, da ga pretepa od kukavici so fantomki na lice, samo zato što se trznao da ga kritikува bratot na premijera. Evropski li je to? Evropski li je da se vodi progon kon opozicijata i da se pravi policijska opsada na nizini od štata, pretresuvajki ki vozilata i lugjeto koji što vlagat i izlagat na centralne štab na vamaro dpoma ne. Evropski li je jedna familija na vlast
сестрата да е директор на Академијата за обвинители суди, братот, главен преговараш во комисијата што треба да ја одреди смерницата на нашиот идентитет, керката пак, државен секретар во секретаријатот за европски прашања, а мајката советник во град Скопје, од редот на СДСМ. Ова го има, браќи и сестри, само во СДСМ. Каде се сега оние шарени кои што се убираа по градите, фарбајки ги ново изградените објекти во Скопје и во другите градови ширум Македонија, барајки правдина, барајки мир. Овие си се втомија многу пристојно во институциите, а овие остана дома. Има место за секого. Дојдете, застанете рамо до рамо со нас, да се спасиме од овие измамници кои што ја запоседна владата на Република Македонија. Македонија, браќи и сестри, е далеко од Европа со оваа власт. А како трнало, и наредната година нема датум да добиеме за преговори. Нема затоа што ништо не работи. Не затоа што штамцаат закони на хартија, туку затоа што во дело, во пракса никаква примена нема. Драги сопатници, живееме време кое секојдневно е црно. И затоа велиме дека ова се црнило. Она што Кочо Рацин го опиша многу сликовито, ние тоа денес реално го живееме. А беше отприлика вака. Денови ли се денови, армијски маки големи. Стане си утре порано, дојде си вечер подоцна. Наутро радост понеси, на вечер тага донеси. Ај пуст да би останал овој живот кучешки. Роди се човек, рок биди. Роди се човек, скот умре. Скотски цел живот работи за туги имоти. Македонската историја учи дека ова почва раѓала и луѓе од својот род кои тргнувале против својот народ. Македонија минувала низ тие историски катастрофи и погреби. Сведок бил овој народ на многу предарства, неправди, измачување, отуѓување и делби. Денес како одново да се повторува тоа време. Денес на Македонија и се случува Зоран Заев. И ова презиме станува персонификација на сите црнила кои се случуваат на нашата татковина. Ова презиме станува синоним за целата сиромаштија, сите неправди, неуспеси, порази на оваа наша земја. И извор на сите проблеми, затоа што тој е човекот кој е судија, но и келат на нашите македонски судби. Но војно ова е време, кога овој народ излегува од бунило и кога мора самиот да им стави крај на сите злоупотреби кои буквално ја разнебитија нашата земјичка татковина, нашата земјичка чест. Македонија се движи по таа црвена линија, помеѓу пропаста и очај. Или ќе се обединиме за да ја спасиме, или ќе се разделиме и распрснеме. А се обединуваме. И секој собере се поголем, по-жесток и со повеќе енергија. ВМРО е разбуден на нозе меѓу своите, во својата природна средина, помеѓу народ. ВМРО ДПМН ја носи и запали искрата која ќе ја донесе зората, која ќе ги победи овие црнила кои надвистале на нашата татковина. Кога ќе не видат собрани и обединени, ја гледаат собствената немок и пораз, заедно со оние кои што им седнале во скут. И стравот, со кој тие сакаат да владеат, почнува да биде нивен здрав. И јас ви велам, ако продолжиме така, ќе успееме и ќе ги победиме сите заедно на купче. Се смеја, не подценува, велеа Мицкоски не може, Мицкоски нема стратегија. Не, година дена потоа. Одиме до крајот и до конечна победа. Победа најпрви на председателските избори. За победа на предвремени парламентарни избори. За Македонија, за нашата Македонија.
Sosema na kraj, sakamo spodavame na ličen moment, ko što je prigodan za ovakvi prednosti slučuvanja i nastaje. Pre nekoj den me prašava postarijat sin Jovan, veli, koga ti si dovedeš doma toto? Odite po ulicije, po gradovite, ladno je, študeno je nadvore. Odgovorot беше prilika ovaka. Nема ниту студ, ниту мраз, кој може нас да не поголепа во патот кој што го минуваме сино. А тоа го минуваме за тебе и за сите тие генерации како тебе, но и за сите оние генерации кои што се не родени. Но и за сите генерации после нас. Ке се вратам кога ќе победиме, затоа што таа победа ќе биде триумф за Македонија. За секој да е граѓанин во Република Македонија. Да ни е жива и здрава Македонија, да ни е живо и здраво умеsto, да ни е вековито, вечно, прекосно, како што треба да биде.